Се радувам што денес сум тука во Македонија. Како што кажав, ова е моја прва официјална посета на друга земја со мојата сегашна функција на министер на надворешни работи и покрај тоа се радувам и задоволство ми е не само заради гостопримството, туку се радувам и заради одличните добри пријателски односи на сите нивоа на соработка. Македонија навистина се наоѓа во еден историски миг. Одлуките кои ќе ги бидат усвоени следните месеци ќе бидат од историско значење не само за Македонија, за нејзините следни генерации, како и за поширокиот регион. Словенија сите овие процеси ги следи и силно и сериозно, искрено ја поддржува Македонија на нејзиниот пат за влегување во евроатлантските интеграции. Од тој аспект посебно ме радува што во собранието беше достигнато мнозинство за да може да се продолжи со постапката за промена на уставот, односно уставните промени, односно достигнување на овие услови кои на Македонија ќе овозможат што побрзо да се приклучи на НАТО сојузот и да влезе во Европската унија. Свесен сум дека консултативниот референдум не го исполни основниот правен темел за да биде важечки, но во Словенија цениме дека референдумот, односно резултатот донесе еден убедлив извештај, односно порака да се продолжи со политичките процеси за евроинтеграции, односно влез во НАТО. Сметаме дека овој уставен процес кој сега се случува во парламентот е легитимен и произлегува од ја изразува волјата на државјаните, односно граѓаните. Словенија посакува Македонија да стане членка на НАТО и членка на Европската унија и заради сопствените интереси. Имено цениме дека Македонија влегува во заедничкото европско семејство и затоа прашањето за незиното членство во тие организации треба да биде само прашање на време. Затоа на ниво на Европска унија постојано потенцираме и ние како словенци настојуваме дека мораме да ги започнеме предпристапните договори веќе годинава, бидејќи според наша проценка Македонија ги исполнува сите услови за почеток на тие предпристапни договори. Сакам да кажам дека многу ме радува кога гледам дека и покрај овој специфично политичко време продолжуваат реформите во Словенија, бидејќи без реформи на различни подрачја не може да се достигнат резултати кои беа довеле Македонија во Европа, што важи и за Словенија. Во ова динамично време, доколку не се испроведуваат реформите, ниту една држава не може да биде конкурентна и не може да одговори на предизвиците на ова време. И веќе ви кажам едно лично искуство мое. Словенија веќе известно време е членка на Европската унија и во последните 4 години и како улога на председател на владата бев присутен на бројни средби во Брисел и на други места со своите колеги, односно колеги кои ги водат државите членки на Европската унија. Таквото членство на секоја држава и носи можност рамноправно да седи на иста маса, можност Словенија да ги каже своите барања, мислења, да стане рамноправен говорник за сите прашања со останатите членки на Европската унија. Тоа е нешто многу важно, тоа е нешто што го зголемува и националниот и државниот идентитет на државата, посебно и во државите со помала територија како што е Словенија. Затоа искрено сакам наскоро истото искуство да го доживее и Македонија, со што би
и се отворили другите врати за комуникација со државите од ЕУ и светот. На крајот сакам да кажам дека Словенија и Македонија одлично се работуваат на економски план и на други области. Ме радува што годинава во Словенија студираат 800 студенти од Македонија, се зголемува бројот протокот на туристи од една држава во друга, се зголемуваат инвестициите од Словенија во Македонија и обратно, што значи дека трговската размена се зголемува, ценам, и сметам дека сме на исто мислење со колегата Никола, дека на економски план, стопански план можеме да направиме уште доста, односно поголеми чекори и да ја подобриме таа соработка. И тој наш заеднички пат е пат кој ќе ни помогне на сите заедно и понатамо да живееме во некоја добра соработка за добро благосостојба на сите наши луѓе. Се заблагодарувам на гостопримството и Словенија останува и понатаму, значи во иднина ваш голем поддржувач. Што вие направивте пред да влезете во Европската Унија во однос на словенечкото малцинство, затоа што верувам дека интересно е како можеби и некој совет и за Македонија во иднина какви односи би можела да гради. Благодарам. Благодарам на прашањето. Во суштина, помеѓу Словенија и Австрија нема поголеми отворени прашања, но се појавуваат отворени прашања повремено. Од неодамна се појави проблемот со прашањето, односно потребата на словеничкиот јазик од страна на словеничкото малцинство во Австрија. Но токму поради тоа што сме во добри пријателски односи, како членки на Европската Унија, најдовме заеднички пат, така што ова прашање, барем сега привремено, некако успешно го решивме. Решаваме и други прашања кои се однесуваат, да речеме, интересите на Австрија во Словенија и обратно. Тоа го решаваме со билатерални договори, така да јас ја посетив и мојата колешка за надворешни работи во Австрија и разговаравме токму за тие отворени прашања. Бидејќи сум на таа функција помалку од 2 месеци, очекувам дека ќе зборуваме и за тие предизвици, но гарантирам дека токму тоа членство во Европската Унија овозможува државите членки на Европската Унија отворените прашања да ги решаваат полесно, бидејќи сме поповрзани во однос на сите работи. Ја чувствуваме таа синергија и затоа имаме поголем интерес да ги решаваме побрзо тие прашања кои се спорни. И тоа што редовно се среќаваме во Брисел и комуницираме на некој билатерален начин на маргините на таквите средби, имаме повеќе можност за диалог, меѓусебно запознавање, и затоа потенцирам дека секоја такво поврзување како што е Европската заедница и секое друго поврзување е корисно, бидејќи во овие динамична времења кога светот е на едни кревки темели, се случуваат брзо големи промени, важен е постојан диалог, важно е постојано да сме во контакти, значи раководствата на државите, согласно со демократските прописи. Благодарам.